ова издание. Справувањето со пандемијата би можело да ги одлучи изборите во САД на 3 ноември. Корона кризата ги промени плановите и на многу странски студенти во Америка. Меѓу нив и македонецот Игор Томески. Ке го слушнете неговото искуство. А како Лукашенко успева да остане на власт во Белорусија од 1994 година. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Точно една недела до изборите во САД, со над 8 милиони заразени во државата, пандемијата би можела да биде одлучувачка за тоа кој ќе победи. На неодамнешна средба со повозрасни жители на Флорида, председателот Доналд Трамп повторно рече дека се ближи крајот на пандемијата со коронавирус и дека наскоро ќе има вакцина. Мојата порака денес е порака на оптимизам, доверба, надеж. Вашите жртви не беа залудни. Се ближиме кон светлината на крајот од тунелот. Неговиот ривал од Демократската партија Џо Бајден вели дека председателот не прави доволно. Не исчезнува, повторно се шири, станува полошо од што предвидува. Пандемијата предизвика речиси 220.000 смртни случаи во САД според податоците на Универзитетот Џонс Хопкинс. Поттикне рецесија која до извесен степен ги измести традиционалните теми доминантни на поранешните избори. Експертите велат дека трговијата, имиграцијата, здравствената заштита, климатските промени, правото на абортус и на поседување на оружје не се во прв план. Тие се потиснати од COVID-19. Постојат и натаму, но ова е едно од водечките прашања кои дефинираат каде се кандидатите и за кого луѓето ќе гласат. Одговорот на пандемијата од страна на администрацијата на Трамп стана партиско прашање. Републиканците се противат на строги економски рестрикции за запирање на вирусот и ги нагласуваат правата на поединецот пред задолжителното носење на маски и социјално дистанцирање. Дискусии за носењето маски или за нивото до кое власта треба или не треба да биде вклучена во јавната безбедност или во другите сегменти од нашите животи, тоа се прашањата сега. Од друга страна, Бајден и демократите апелираат на колективна одговорност за намалување на ширењето на заразата, со што би можеле да продолжат и нормалните деловни активности. Со значително водство во анкетите, Бајден останува фокусиран на тоа изборите да ги претвори во референдум за справувањето на Трамп со пандемијата. Од друга страна, кампањата на Трамп го потенцира значајното заздравување на американската економија по пандемијата и ветува брзо закрепнување по незиното завршување. Со замрзнување на работните визи поради корона кризата се променија плановите и на многу странски студенти кои сакаат да продолжат да работат во Америка. Меѓу нив и македонецот Игор Томески. Мики Трајковски разговараше со него. Мотивацијата за мене, како и за сите останати интернационални студенти кои што доаѓаат да студираат во САД е останувањето во САД после студиите. На 12 години е режирал својата прва ТВ драма, дел од Нобеловото здружение на најдобри светски матуранти, а во 2015 добива Нобелова награда за млади за неговиот потенцијал, достигнување и активности во областа на филмот и театарот. Нив ги доделува здружението Нобел, основано од Клејс Нобел, внукот на основачот на Нобеловите награди. Неговиот филм Дај макијато на 11 март годинава бил прикажан на Универзитетот на Јужна Калифорнија како најдобар студентски филм од Македонија. Јас имав планирани најавени летни ангажмани во Лос Анџелес филмски и имав планирано подпишување на работен договор за моје вработување во Холивуд во Лос Анџелес од овој септември. Поради ковид ситуацијата сите тие работи не успеав да ги реализирам. Додека работите не се вратат назад во нормала, предстои моје чекање од моја страна, така што не можам да ги искористам овие понуди и овој интерес од Холивуд во моментот. Од Охлица, гласот на Америка, Мики Трајковски. А пандемијата принуди многумина да бараат инвентивни начини да заработат и да се заштитат во исто време. По продолжение, погледнете како поранешен модел сега пече леп во Калифорнија. Джозефин Морер Сото, која во САД дошла пред повеќе од 20 години. Работела како модел пред почетокот на пандемијата во март. Како поранешна пациентка која преживеела од рак, таа решила дека за неа е најбезбедно дома. За да се занимава со нешто,
почнала да пече леп. So this is the sourdough starter. Ова е почетокот на тестото за леп. Се меша еднаква количина вода и брашно и се остава неколку дена. Наредните денови ќе извадите малку од тоа и ќе помешате повторно иста количина брашно и вода и така неколку дена додека не се создаде ферментација. Мореш Сото го прави незиниот леп со 3 состојки: вода, брашно и сол. Иако звучи лесно, таа вели дека има многу тајни како лебот да се направи вкусен. It really depends on where you are. Многу зависи од тоа каде се наоѓате, какво е времето. Сето тоа има улога. Пријателите на Мореш Сото почнале да бараат од неа да прави лепи за нив. Тоа ја инспирирало да отвори микробизнис, пекарница Black Forest во Лос Анџелес. Купила голема машина за правење леп и сега прави по 80 векни леп неделно, кој ги продава по $10. Бизнисот добро оди, вели таа, и сите трошоци се покриени. Вкусен е лебот. Мајка ми е од Европа и кога дојде да ме посети и дадов да го проба. Веднаш рече дека ова е европски леп, се разликува од овдешниот. Мислам дека е совршен, мек и крцкав истовремено, свеж домашен леп. Мореш Сото не го планирала ова, но вели среќна е што отишла во овој бизнис. Свежо испечен леп носи радост и среќа, не само за неа, туку и за многу други луѓе. А од вестите во светот, како Лукашенко успева да владее со Белорусија од 1994 година. Белоруските конзервативци се редок спој од носталгични комунисти и страстни православни верници. Те излегуваат на улица да изразат поддршка за председателот Александар Лукашенко. Но главната база поддржувачи на Лукашенко се вработени во државните предпријатија. За разлика од Русија, овде овие компании, меѓу кои оваа фабрика за автомобили, го преживеале распагањето на Советскиот сојуз. Много было сделано. По колапсот на Советскиот сојуз направивме голем напор за да ги одржиме работните места, особено високо квалификуваните работници. Државата и фабриката се фокусираа на наоѓање нови пазари. Многу работници од оваа фабрика се приклучија на работните штрајкови против полициското насилство, но експертите велат дека во ниту еден момент не побарале промена на производствениот модел. Мислам дека економскиот фактор таму не е толку важен. Мислам дека е време да се најде некоја економска поврзаност. Ова е проблем на недостиг на надеж за подобра иднина. Работниците излегоа на штрајк со барање за прекин на полициското насилство, нови избори и ослободување на уапсените за време на протестите. Белоруското индустриско производство речиси во целост е под контрола на државата. Систем кој се одржува благодарение на фактор што Русија го купува најголемиот дел од производите. Нашиот најголем партнер ЕИ ќе биде Русија. Повеќе од 60% од нашиот буџет зависи од разните договори што ги имаме со Москва. Но притисокот против владата на Лукашенко толку многу се зголеми изминативе 2 месеци, што и тие блиски до владата сега признаваат дека реформи, особено во економскиот систем, се потребни за иднината на Белорусија. Мы не живеем опять-таки прошлым. Не живееме во минатото, ова не е Советскиот сојуз. Причината зошто луѓето сега бараат реформи и промени е затоа што тие се неопходни, но мора да бидат мирољубиви. Белоруското општество е променето од 90-тите, но не и економијата и политиката. Некои велат дека овој систем би можел да го надживее и Лукашенко. Благодарам што не гледавте. Пријатно до утре.